Го следите најновото издание на регионалните вести. 250 ученици македонци во Тетовската гимназија се уште не започнаа со настава во централниот објект, одлука која беше донесена на 1 септември. Според директорот на гимназијата не било изводливо да се направи распоред на учениците во 3 смени. Учениците македонци од гимназијата Кирил Печиновик во Тетово се уште не започнаа со настава. Одлуката која донесе градоначалничката на Тетово Арифи, гимназијалците да учат во 3 смени во централниот објект на гимназијата, додека не се најде трајно решение за просторниот проблем. Раководството на училиштето поради технички проблеми не може да ја спроведе. Се одлучи да се почне со настава на 3 смени и тука овие денови што са пропуштени, што не е одма реализирано, тоа е разлогот е поради техничките проблеми што ги имаме за да го реализираме тоа што е донесено на тој состанок. Директорот Мустафа вели дека во меѓувреме се бара друго алтернативно решение за следење настава. Од Советот на родители и професори при Тетовската гимназија не се запознаени со новонастанатата ситуација. Се надеваат на брзо решавање на проблемот. Ако не се најде решение како што беше договорено на тој широк состанок, нема услови децата некаде додат на настава. Треба да седат пред гимназијата Кирил Печиновиќ. Но, мислам дека во овој момент треба да се чувствува поголемо ангажирање и расположение на владата на Република Македонија со соодветните министерства, бидејќи она што го ние добивме како информација од градоначалничката Теута Арифи и директорот на гимназијата, на ниво на општина Тетово има изморедно расположение проблемот да се реши што побрзо, бидејќи секој одолговличување значи неодење на настава и комплицирање на состојбите и можности за евентуални манипулации па и шпекулации, да ги речеме. Тетовските гимназијалци кои следат настава на македонски јазик, првиот училишен ден ова учебна година го започнаа со протестен марш, поради лошите услови во Работничкиот универзитет и во основното училиште Гоце Делчев, каде подолг период следеа настава. По протестот беше одржана средба меѓу градоначалничката на Тетово, Советот на родители и професори и раководството од гимназијата Кирил Печиновик. Се донесе одлука децата привремено да учат во централниот објект на училиштето, додека не се изгради нова зграда за учениците македонци. Дел од реката Пена во Минор коритото започна да се излева. Врнежите од дожд предизвикаа свлечишта на патниот правец Шипковица-Бродец. Дождот кој врнеше изминатите 3 дена го зголеми водостојот на река Пена, во долниот дел од градот. Нивото на водата е на само неколку сантиметри од Минор коритото, а на некои места водата веќе започнува да се излева. Надлежните велат дека ситуацијата се следи постојано од Тетовската противпожарна единица. Изјавија дека поради обилните врнежи од дожд, денеска повторно се активирало свлечиште над патниот правец Шипковица-Бродец, кој го затрупала патот. Градежна механизација за неколку часа ги отстранила наносите и сега овој пат е проводен. Според прогнозите на метеоролозите, врнежите ќе продолжат и утре, прогноза која најавува нова опасност од свлечиште и поплави во Тетовскиот регион. Интензивните врнежи ја зголемија и водата во реките во Гостиварскиот регион, но сега состојбата е стабилна и нема поплави. Изминатите 24 часа во западниот дел од Македонија просечно наврнале 50 литри на метар квадратен. Гостиварскиот регион втор ден е зафатен од влажен бран со обилни врнежи од дожд. Институциите бележат зголемено ниво на вода во реките, како и во Мавровското езеро, но проценките се дека засега тоа не е проблем и не се надминати критичните точки. Состојбата се оценува како стабилна, не се регистрирани поплави и нема пријави за настанати поголеми штети. И по обилните врнежи засега немаме најава дека има настанато природна непогода, тоест поплава. Овие обилни врнежи по најавените че траат све до недела. Дежурства се воведени во дирекцијата во централата, така да ние секојдневно сме во контакти со дирекцијата во Скопје и даваме благовремен извештај за све што имаме настанато и каква е состојбата во регион Гостивар. Нивото на реките има покачување, меѓутоа нема, мисла, некоја критична точка, за да, кај што ги имаме овие критичните места, кај што секој пат ни се јавува поплави, дека може сега да настанат поплави. Меѓутоа, нивото на реките се покачува
Имаме информација дека езерото се полни со вода, што тоа е позитивно, меѓутоа и овде не е до некоја критична точка, така да нема за сега најава и некој ми се појава дека ќе настане поплава. Со оглед на прогнозите дека интензивните врнежи ќе продолжат и во наредните денови, не се исклучува можноста во одредени делови од градот и околните населби да настанат проблеми. Како критични точки на гостиварското подрачје се сметаат населбата Бањешница над Циглана, селата Малотурчане, Форино и Тунчевиште. Податоците од Управата за хидрометеоролошки работи за западниот дел на Македонија покажуваат просечни врнежи од 50 литри на метар квадратен. Најмногу наврнало во Мавровскиот регион и тоа 84 литри, додека во Пожарене 37. Есента официјално се уште не е пристигната, веќе во воздухот во Тетово се бележи повеќекратно зголемување на концентрацијата на канцерогените PM10 честички. До сега од изминатите 250 денови од годината тетовци дишеле загаден воздух во 206 дена. Податоците кои ги објавува Министерството за животна средина и просторно планирање за концентрацијата на суспендираните честички прав почнаа да го навестуваат доаѓањето на денови со прекумерно загадување на воздухот. Иако есента официјално се уште не е пристигната, веќе во воздухот се бележи повеќекратно зголемување на концентрацијата на канцерогените PM10 честички. Вчера во воздухот во Тетово била измерена среднодневна концентрација од 125 микрограми на метар кубен воздух или 2,5 пати повеќе од безбедната по здравје вредност. Состојбата е веќе доволно загрижувачка и пред доаѓањето на есенските и зимски месеци, за кои е карактеристично загадување со суспендирани честички прав. Од изминати 250 денови од годината тетовци дишеле загаден воздух во 206 дена, а во текот на една година не смее да има повеќе од 35 такви дена. Се додека трае ваквата состојба, лекарите препорачуваат децата, хронично болните и старите лица да избегнуваат престој на отворено, а сите други да ги ограничат движењата и активностите во најзагадените зони од градот. Инаку на интернет страната на Министерството е објавено дека PM10 честичките потекнуваат од сообраќајот, индустријата и грејењето со печки на дрва. Изложеноста на аерозагадување е поврзана со бројни ефекти врз човековото здравје, вклучувајќи нарушување од полесен тип како иритација на очи, па до оштетување на белите дробови, астма и бронхитис, потоа оштетување на срцето, крвните садови и нервниот систем, а во најлош случај и рак. Авионот што исчезна вчера попладне се урнал кај Велешко, каде што се најдени остатоци од леталото. Во несреќата загинале 6 патници, чиј идентитет не е утврден, но италијанските медиуми објавија дека се работи за 4 италијанци и за 2 косовски државјани. Авионот бил приватен со германски национални ознаки од типот Piper PA-34-200T Сенека. Полетал од Тревизо, Италија, а крајната дестинација му била Приштина. До сега се пронајдени едно крило од авионот, заедно со една гума, метална електронска кутија, 2 мобилни телефони, карти за патување и еден италијански пасош, соопшти МВР. Патниците од Бога Транспорт пристигнуваат во земјава. На болничко лекување во Турција остануваат 5 патници. Еден од нив кој едва е бил извлечен од автобусот е во животна опасност. Турските медиуми известија дека кон Македонија веќе тргнале сите патници кои завчера ја преживеа сообраќајната несреќа на нивниот автобус кој се случи на 40 километри пред турско-грчката граница кај градот Текиград. Во притвор останува ЗМ, возач на автобусот со скопски регистерски таблички, собственост на скопската фирма Бога Транспорт, кој возел над дозволената брзина и со десната страна на автобусот се забил во камионот пред него. Болничко лекување во Турција остануваат 5 патници. Еден од нив кој едва е бил извлечен од автобусот е опериран, но неговата состојба и натаму е критична. Во несреќата загина маж од Струмица. Во финансискиот извештај за 2014 и 2015 година на студентскиот парламент пишува дека за телефонски сметки, забави, авионски карти и заплати на луѓе со истечен мандат се потрошени илјадници евра, обвини денеска студентскиот пленум.
Спуким се финансира од буџетот на државата, од донациите и од универзитетот, но најголем процент од средствата доаѓаат од студентите. За 2014-2015 година буџетот на Спуким бил 2.650.000 денари. Заплатата на председателот Кирил Спировски, чиј мандат во овој период веќе бил завршен, потрошени биле 136.676 денари. Плата добивал и подпредседателот на организацијата, функција што не постои во статутот, рече Теодора Столевска од студентскиот пленум и додаде дека Спуким криминално, неодговорно и несолидарно ги трошела парите на студентите. Пријава за семејно насилство во Тетово. Таткото го пријавил во полиција синот кој по расправија се обидел да ги нападне родителите со нож и штрафцигер. 52 годишен тетовец вчера пријавил семејно насилство со загрозување на сигурноста во кое бил инволвиран неговиот 22 годишен син, информираат од СВР Тетово. Нивната меѓусебна расправија во домот, која започнала околу 15 часот, продолжила со закани што нему и на сопругата, односно на родителите им, ги упатувал синот. Набрзо тој зел нож и штрафцигер и се обидел да ги нападне, но тие му го одзеле штрафцигерот, додека по пристигнувањето на полициските службеници ножот самиот го фрлил. Пријавениот е лишен од слобода со потврда му се одземени ножот и штрафцигерот и по завршувањето на разговорот со него е пуштен. Се работи на целосно расчистување на случајот и ќе следува соодветен поднесок. Две сообраќајни незгоди вчера евидентирала тетовската полиција. Од СВР Тетово апелираат за поголема внимателност за учесниците во сообраќајот. Сообраќајна незгода се случила вчера вечер околу 21 часот и 45 минути на улицата Беличица во Гостивар. Во неја учествувале патничко возило Алфа Ромео со скопски регистарски таблици, кој без возачка дозвола го управувал 17 годишен малолетник од Гостивар и 20 годишен пешак од Балиндол. Во незгодата по која возилото го напуштило местото, пешакот задобил телесни повреди и со медицинско возило бил пренесен во Гостиварската болница. Укажана му е помош и пуштене на домашно лекување. Извршене увити се утврдува причината за несреќата и сите други поединости, а против возачот малолетник ќе следуваат законски предвидените поднесоци. Од СВР Тетово информираат и за уште една сообраќајна незгода. Имено ноќеска околу 2 часот на регионалниот пат Тетово Скопје, пред близот во Сарачино патничко возило БМВ со тетовски регистарски таблици, управувано од 18 годишник кој е роден и живее во Германија, загубило контрола и излетало од коловоз. Од излетувањето возачот и 21 годишен сопатник од Долна Лешница добиле телесни повреди, пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршене увити се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и друго, а вкупната материјална штета се проценува на 150.000 денари. Првично причина за излетувањето на БМВ-то е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Инаку, поради пребрзо возење, непочитување првенство и недржање страна, вчера и ноќеска на поширокото тетовско подрачје се случиле 6 сообраќајни незгоди, во кои со телесни повреди завршиле 11 лица и во кои била причинета вкупна материјална штета од 320.000 денари. СВР Тетово со апел до возачите да бидат крајно внимателни, зашто од дождот се значително влажни и лизгави патиштата во полог и само мало невнимание е доволно да се загуби контролата над возилото и да се излета од коловозот. Поради тоа возачите треба да ја прилагодат брзината според условите и задолжително да држат прописно растојание страна и да почитуваат првенство. Во организација на Сојузот на борци на Народно-ослободителната и антифашистичка војна Тетово, утре свечено ќе се одбележи 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. По тој повод во 10 часот и 30 минути пред споменикот на револуцијата во Тетово, повеќе делегации ќе положат свежо цвеќе. На свеченото одбележување ќе присуствуваат граѓани, ученици, здруженија, политички партии и друго. Македонските одбојкари со победа го отворија турнирот Бранко Хаджилјовски Чајка. На 40-то издание, освен одбојкарската репрезентација на Македонија, учествуваат и екипи од Србија и Турција. Во првиот надпревар на традиционалниот, а оваа година јубилеен 40-ти меморијален меѓународен турнир во одбојка Бранко Хаджилјовски Чајка, кој се одржа вчера во Тетово, одбојкарската репрезентација на Македонија се сретна со турската екипа Малием или Пјанго. Нашите репрезентативци славеа победа од 3:1 или по сетови 25:14, 27:29, 25:17, 25:14.
За нашата репрезентација овој турнир представува завршна фаза од подготовките. Денес на програмата е надпреварот помеѓу одбојкарските клубови на Црвена звезда и Мали Емили Пјанго, додека нашата репрезентација утре пред затворањето на турнирот го игра последниот надпревар против Црвена звезда. Турнирот за отворен го прогласи Драшко Хаджилјовски Чајка, брат на починатиот Бранко Хаджилјовски Чајка, во чиј спомен е востановен меморијалниот турнир. Чест ми е да од името на фамилијата Бранко Хаджилјовски Чајка ве поздравам и ви посакам добре дојде во нашиот град и добар престој, а уште повеќе спортска и фер борба на одбојкарскиот терен. За ова им благодарим на сите учесници за да успешно прикажеме овој јубилеен 40-ти меморијален меѓународен одбојкарски турнир. За почетокот го прогласувам овој турнир за отворен. Од година во година се обидуваме овој турнир да биде еден од посилните во регионов, истакнуваат организаторите. Значи, со големо задоволство можам да кажам дека оваа година по 40 пат го организираме меморијалниот меѓународен турнир Бранко Хаджилјовски Чајка, кој е посветен во чест на мојот покоен татко. И морам да истакнам големо задоволство што оваа година домаќини сме на екипите на репрезентација на Македонија, екипата на Мели Пјанго од Анкара, Турција, екипата на Црвена звезда од Белград. Воедно, овој турнир е во интереси на нашата репрезентација, бидејќи го користиме како припремен период за нашата репрезентација за престојните квалификации за Европското првенство. Се надевам дека ќе присуствуваме сите овие 3 дена на квалитетна одбојка, како и сите турнири до сега што биле. И ете, на мој големо задоволство, можам да кажам дека ова е празник на одбојката во град Тетово. Инаку ова е најстариот одбојкарски турнир во Македонија, кој се одржува од 1975 година. Организатори на меморијалниот турнир во одбојка Бранко Хаджилјовски Чајка се семејството Хаджилјовски и Одбојкарската федерација на Македонија, поддржани од Агенцијата за млади и спорт. Во поплавите во Грција, предизвикани од поројни дождови во текот на ноќта, загинаа 3 лица во јужниот дел на земјата, соопштија грчките власти. Противпожарната служба информирала дека 2 жени на возраст од 80 и 63 години биле пронајдени мртви во поплавените домови во градот Каламата, а во истиот реон на полуостровот Пелопонес починал и 90 годишен старец. Тројцата имале здравствени проблеми и не биле во можност сами да излезат и да се спасат од поплавените станови. Во северна Грција, во близина на Солун, се трага по една 60-годишна жена која е иштезната рано утрово, откако со автомобилот се заглавила во поплавената улица. Грчките служби го пронашле возилото, но не и жената. Силните дождови поплавија домови и комерцијални објекти во други делови на јужен Пелопонес, како и во околината на Солун. Неколку организации кои ги следат настаните во со војна заватената Сирија јавија дека сириската влада и натаму користела хемиско оружје во областите кои се под контрола на бунтовниците. Информацијата дојде откако спасувачи и една мониторинг група објавија дека во вторникот најверојатно напад со хлор во населбата што е под контрола на сириската опозиција предизвикал десетици случаи на задушување. Во 5-годишниот конфликт во Сирија досега загинале над 250.000 луѓе, додека неколку милиони ја напуштиле земјата. Велика Британија планира изградба на ѕид во францускиот град Кале во должина од 1 километар со цел да се стопира нелегално поминување на мигрантите. Ѕидот бил висок 4 метри. Неговата изградба се очекува да започне овој месец, а да биде завршен до крајот на годинава. Иако нема официјална бројка за средствата кои се трошат за изградба на овој ѕид, според податоците со кои располага BBC, предвидени се речиси 2 милиони фунти за изградбата. Во Кале, градот кој се наоѓа на северниот дел на Франција, од мигрантскиот камп кој се нарекува Џунгла, многумина од бегалците се обиделе со помали камиони да се префрлат во Обединетото кралство и во оваа област се подигнати огради на неколку места за да се стопираат нелегалните премини. Вербалната пресметка помеѓу Ријад и Техеран станува се поостра откако денес во неа се вклучил и ајдолахот Али Хамнеи, врховен верски лидер на Иран.
Саудиската влада го попречува патот на Аллах, реагирал Ајтолахот на Твитер и во рамки на тој твит поставил кратко видео во кое се наведува дека војната на зборови помеѓу Иран и Саудиска Арабија почнала кога врховниот ирански лидер Али Хамнеј рекол дека саудиските власти ги убиле муслиманските верници кои настрадале минатата година во Мека. Веднаш потоа врховниот верски лидер на Саудиска Арабија, големиот муфтија Абдулазис Ал Шеик, изјавил дека таа изјава ни го зачудува, бидејќи иранците воопшто не се муслимани. Нивниот анимозитет кон исламот, а посебно кон сунитите, е многу стар, додал муфтијата. Повеќето иранци се шиити, додека во Саудиска Арабија живеат во главно сунити. Денес имавме облачно време со врнежи од дожд, дуваше слаб до умерен источен ветер. Утринската температура се движеше од 9 до 15 степени, а дневната од 16 до 22 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 3. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија, времето утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 11 до 16, а дневната од 17 до 24 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 4. Овде го завршуваме денешното издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.